Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Од денешните актуелности ви издвоивме. За православните верници денес е Велики четврток. Почнуваат великденските празнувања. Пред изгресонце домаќинките ги вапсуваат првите 3 великденски јајца. Малолетен пешак тешко повреден откако во него удрило возило кое го управувал 25 годишен државјанин на Косово со времен престој во Гостивар. Православните верници денеска го одбележуваат Велики четврток, денот со кој почнуваат големите великденски празнувања. Се прославува Велики четврток. Православните христијани од денес започнуваат со празнувањата во пресрет на Христовото воскресение Великден. На Велики четврток се одбележуваат настаните што се случиле пред да тргне Спасителот на доброволните страданија. За значењето на Велики четврток пред нашата камера зборува отец Александар Стојановски од Тетовското архиерејско наместништво. Велики четврток е ден кога Светата Црква Божја празнува неколку настани кои што се особено значајни од историјата на спасението на човечкиот род. Имено првиот и централен настан кој го празнуваме е тајната вечера, кога Господ се собрал со своите апостоли, им дал леб, велејќи примете, јадете, ова е моето тело, и им ја подал чашата со вино, велики питал, не сите, ова е мојата крв. И тогаш е всушност основана Светата Евхаристија, и затоа и денес на Велики четврток постот е разрешен на масло и на вино, токму во чест на тајната вечера. Тогаш е основана, во црквата се служи литургијата повеќе од 2000 години постојано, на секоја литургија се случува истата таа вечера на причестување со телото и крвта Христови. Потоа си спомнуваме за фаќањето Христово, за јудиниот селив, за првосвештеничката молитва Христова во Гетсиманија и за неговото изведување пред Кајафа и одлуката да биде изведен пред Пилата. За сите овие настани спомнуваме токму на Велики четврток. Од сабајлето се богослужи Света Василиева литургија со вечерна богослужба на која мноштво луѓе се причестува токму заради тоа што тоа е денот кога е основана Божествената Евхаристија, а навечер се богослужи утрената од Велики петок, сушност на која се читаа страдалните евангелија, се пеат антифони, се изнесува на сред црква распетието на Господ Исус Христос за да се поклони верниот народ. Велики четврток е и денот кога се вапсуваат првите великденски јајца. Православните верници ги започнаа подготовките пред празникот Христовото воскресение Великден. На овој ден рано наутро уште пред изгресонце домаќинките ги вапсуваат првите 3 великденски јајца. Во пресрет на најголемиот христијански празник Великден, според традицијата денес на Велики четврток, во секоја православна куќа се вапцуваат црвени јајца, символ на Христовата победа над смртта. Домаќинките пред изгресонце ги бојадисуваат првите 3 великденски јајца, кои се чуваат преку целата година. Ваквата традиција се негува и во семејството Зориќ. Од моето рано детство паметам, кога баба ми стануваше во раните утренски часови, па мојата мајка, па сега јас, пред зори, значи, да се вапцаат првите 3 јајца, како што и налага нашата традиција. Станувам, значи, пред зора и пред да почнам да ги вапцувам првите великденски јајца, обавезно, значи, земам нафора, света вода, и потоа, значи, палам кандило, обавезно во тој ден кандилото свети, значи, и после тоа приоѓам кон тој, да речем, тоа за мен е ритуал, вапцување на првите великденски јајца. Првото јајце е Господово јајце, кое што стои крај иконата во текот на целата година
Второто јајце е јајцето за домаќинот, а третото јајце е за среќа, успех и просперитет во семејството и се чуваат во текот на целата година до следниот велики четврток, значи следната година. Црвеното јајце има еден силен символ и затоа се вели чувар јајце кое не чува, и ја представува Исусовата крв, Божјата сила и победата на смрт. Великденски јајца покрај во црвена боја се вапцуваат и во различни бои, затоа што децата ги сакаат, вели Зориќ. Таа истакнува дека празникот не учи да го почитуваме семејството. Претежно јајцата, додека сум слободна во четвртокот, додека бидам, ако сум слободна, нели, ги вапцувам претежно сите јајца, меѓутоа не е проблем и во сабота да се вапцаат јајцата. Тоа е наш обичај и така може, нели, само на Вели петок се вели да не се вапцуваат јајцата. Традиционално првите јајца ги вапцувам црвени и во поголема количина, а други јајца вапцувам и во боја. Нели, сега малку по модерно време па ги вапцуваме јајцата во сина, во зелена, во жолта, во розева боја, се зависи од вкусот и желбата на домашните, нели. Порано се вапцува ја само црвени јајца, меѓутоа кога се роди нашата ќерка, дете како дете ги сака тие бои и почнав да ги фарбам јајцата во различни нијанси. Па сега и она ја продолжува нашата традиција. Значи, тоа не е, сметам дека е само традицијата, него е и еден сериозен однос кон семејството, негувањето на традицијата, каде што се учи да се почитува и семејството и да се почитуваат луѓето во семејството помеѓу себе. Тоа е еден животен тек кој што дава малку и семејна сила, да кажам, да бидат луѓето сплотени. Православните христијани на Великден, подарувајќи си црвено јајце, еден на друг или кршкајќи се со него, всушност го символизираат Христовото воскресение. Од Агенцијата за храна и ветеринарство велат дека се контролира безбедноста на боите за фарбање јајца. Како и секоја година пред великденските празници, Агенцијата посебно внимание, значи нашите инспекцијски служби посветуваат на квалитетот и на боите за јајца, меѓутоа и на самите јајца кои се користат во процесот на фарбање, така да преку зголемените контроли кои што се вршат и во живинарските фарми и во производните објекти каде што се произведуваат боите за јајца, меѓутоа и секаде во трговската мрежа каде што тие се пласираат, сакаме да обезбедиме да граѓаните имаат соодветна заштита, односно да производите кои што се најдат на пазарот и најдат на можност, зборувам за легалниот пазар, за легалната продажба, значи да може да се претходно контролирани и да бидат сигурни дека тие бои кои што ги користат во бојадесувањето на јајца и самите јајца ги задоволуваат сите оние потребни стандарди кои што се пропишани поготово кај боите, тоа е со правилникот за адитиви кои се употребуваат во производство на храна. И тука на сите оние пакувања кои што ги сретнуваме во продавниците мора да има точно декларирано за кој тип на производ се работи и кој е неговата содржина. Со тоа да нема влијание на онај краен, да речем, условно производ, односно на фарбаното јајце, кое што пред се знаеме го консумираме и ние возрастните, меѓутоа на него се радуваат многу децата и да го донесеме во опасно здравието на децата, апсолутно не сакаме во ниеден случај. Председателот на државата Стево Пендаровски при денешната посета на Тетово на новинарско прашање одговори дека нема согласност од политичките партии за да одржи состанок за уставните измени. Тој одговори дека го поддржува предлогот за отстранување на формулацијата 20% од уставот. Јас постојано го кажувам тоа. Јас сум отворен за таков тип на форуми или на средби, меѓутоа мора да има согласност од 2, 3, 5 претпоставени страни учеснички. Во овој момент претпоставам прашувате за уставни промени. Во овој момент нема таква согласност. Значи,
Па зависи како го формулирате прашањето, значи ако некој сака да разговараме за хрватскиот модел, така наречениот хрватски модел, другава страна вели таа работа сме решиле пред 20 кусур години. А ако првава страна вели да разговараме за бугарите во устав, зашто да не, бидејќи тоа е главна предпоставка да продолжиме кон Европа, другава страна вели не. Така што не можеш со сила да натераш никога на муабет. Кога сме во уставните промени, кој е вашиот став во врска со предлогот за измената на 20% со албански? Јас сум го кажувал тоа многу пати и мислам дека барем едно 2-3 години наназад сум го кажувал тоа, апсолутно не ми пречи, прв би поддржал, бидејќи мислам дека тоа е природна нормална работа. Зошто нечи етнички идентитет, кој е јасен, неспорен за секого, би го криеле зад бројки? Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски најави дека е можно да има уште еден повик за нови авиолинии кон крајот на годината. Авиопревозниците за дестинацијата за која ќе добиваат финансиска поддршка ќе имаат обврска и по завршувањето на субвенциите кои што траат во овие наредни 3 години да ја оперираат линијата за период за кој што добивале субвенциите, односно уште 3 дополнителни години. Во спротивно ќе бидат должни да го вратат целиот износ на средства што ги добиле како финансиска поддршка. Односно, ако компанијата добивала субвенции во рок од 3 години, истата ќе мора по истекот на тие 3 години да оперира на истата линија, без државата дополнително да плаќа за вторите 3 години. Уште еднаш сакам да изразам големо задоволство што успеавме да отвориме 5 нови дестинации од меѓународниот аеродром Скопје. Во овој момент имаме 48 дестинации, од кои 41 од Скопскиот аеродром и 7 од аеродромот во Охрид. Малолетен пешак тешко повреден откако во него удрило возило кое го управувал 25 годишен државјанин на Косово со времен престој во Гостивар. Лишен од слобода жител на Гостиварско Чегране поради агресивно однесување и напад на полициски службеник. Во полицискиот билтен и случај на уште еден физички напад како и пронајдена марихуана. Во продолжение следат деталите. Вчера во 18 часот и 10 минути во СВР Тетово пријавено е дека на крстосницата на улиците 18 ноември и Београдска во Гостивар патничко моторно возило Опел со гостиварски регистарски ознаки, управувано од косовскиот државјанин со престој во Гостивар, удрило во малолетен пешак од Гостивар. Во несреќата малолетникот се здобил со тешки телесни повреди констатирани во Гостиварската општа болница Ферит Мурат. На местото на несреќата увид извршила екипа од Оделенијето за внатрешни работи Гостивар. Вчера околу 14 часот и 30 минути полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 28 годишник од Гостиварско Чегране, кој се однесувал агресивно и нападнал еден од нив додека преземале службени дејствија околу претходно случајна сообраќајна несреќа. Се расчистува и документира случајот и против него ќе следува поднесок. Поврзано со овој случај, нешто подоцна во полициската станица Гостивар се пријавил и 52 годишник исто така од Чегране. 38 годишен гостиварец вчера во 18 часот и 20 минути во СВР Тетово пријавил дека околу 14 часот на улица Борче Јовановски во Гостивар физички бил нападнат од 3 лица кои од порано ги познавал. Се преземаат мерки и активности за расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 23 часот на улица Маршал Титово Тетово лишиле од слобода 2 лица од Велешко Јаболчиште, затоа што кај нив била пронајдена и одземена марихуана. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Во акцијска контрола за техничка исправност на возилата спроведена на Тетовско-гостиварското подрачје биле санкционирани 3 возила со неисправни сопирачки и 2 возила со истечена регистрација. Секторот за внатрешни работи Тетово продолжува со континуираните контролни активности за поголем ред и безбедност на патиштата и улиците во Полошкиот регион. Вчера од 11 до 17 часот на Тетовско-гостиварското подрачје спроведена е уште една акцијска контрола во која вкупно откриени и санкционирани биле 3 возила кои имале неисправни сопирачки и 2 возила со истечена регистрација. Технички неисправните возила веднаш се исклучени од сообраќај и на нивните возачи изготвени им се предвидени поднесоци. Покрај ова биле санкционирани и 3 возачи кои управувале без положен возачки испит и валидна дозвола.
7 возила со неатестирани фолии и 16 непрописно, односно погрешно паркирани возила кои набргу и биле подигнати од Тетовската ПАЕК служба. Со соодветни поднесоци заокружени се и 4 други видови прекршоци. Во пресред на престојните празници СВР Тетово уште еднаш со апел до возачите на време пред да тргнат на пат да ја проверат исправноста на возилата кои ги управуваат, да ја прилагодат брзината според условите на патот и да се воздржат од консумирање на алкохол додека возат. А им се советува исто така задолжително да ги користат сигурносните појаси и да избегнуваат користење на мобилни телефони. Ова дотолку повеќе што наредните празнични денови на патиштата на ова подрачје и пред се на оние кои водат кон Охрид, Маврово и Попова шапка се очекува зголемена фреквенција на возила. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!